Сензорна игра. Сензорната игра е многу важна за сите деца во многу фази од развојот. Уште поважна е доколку детето има нарушување во сензорното процесирање. Сензорната игра представува било која активност која ги стимулира сетилата. Допир, мирис, вкус, движење, рамнотежа, вид или слух. Зошто сензорни кутии, шишиња и кеси? Сензорните кутии, кеси и шишиња се лесни и ефтини за изработка. Не зафаќаат премногу простор. Им дозволуваат на децата да го продлабочат своето сензорно истражување без да одат во посебно затворено место за игра. Тие се едноставен начин на кој може да се инкорпорира сензорна игра во вашиот дом, возило или училница. Сензорните кутии, шишиња и кеси им дозволуваат на децата да истражуваат, да откриваат, замислуваат, креираат и учат преку вклучување на нивните сетила. Сензорни кутии, употреба и креирање. Сензорни кутии. Кога се зборува за сензорна кутија, обично се мисли на голем контејнер пун со некакви материјали и предмети внимателно одбрани за да ги стимулираат сетилата. Тој може да биде исполнет со многу различни материјали, како што се исечкана хартија, водени топчиња, вода, песок, јаткасти плодови и така натаму. Кои се предностите од употреба на сензорни кутии? Кога повеќе сетила се вклучени, се зголемува способноста за учење и задржување на новото знаење и информации. Се поттикнува мислење, односно детето може да прави обсервации, да донесува заклучоци, да копа, да претура и да мери. Понатаму поттикнува фантазија. Детето може да се преправа дека е пекар, дека е некој научник со предметите кои му се понудени во кутијата. Понатаму ги зајакнува вештините на фината моторика, преку обавување на разни активности и секако со алатите кои му се понудени. Го гради вокабуларот, односно го надополнува веќе постоечкиот вокабулар или се стекнува со разни нови поеми кои се наоѓаат во кутијата. И крајната цел секако е дека смирува, фокусира и ангажира. Сензорни кутии избор. Пред да направите сензорна кутија, размислете на следните работи. Каква кутија или контейнер ќе употребите за да го сместите материјалот? Тоа подразбира колкава ќе биде големината на контейнерот, а таа зависи од тоа колку деца ќе се играат со сензорната кутија. Дали таа ќе биде голема или мала и дали ќе се користат разни послужавници, пластични контейнери, картонски кутии, садови за печење и слично. Понатаму со каква тема ќе биде кутијата? Темата на кутијата може да биде нешто што е од особен интерес за детето, како што се диносаурси, фарма, океан, градилиште, некој празник, некој цртан, годишно време или некоја тема која е наменета за учење на нови работи. Со каква основа ќе биде сензорната кутија? Основата на кутијата може да биде составена од ориз, макарони, песок, леќа, кал, палента, вода, крема за бричење, памук, камчиња и слични материјали кои ќе поттикнуваат истражување. Кои играчки или материјали ќе ги користите за да ја наполните кутијата? Тоа може да бидат оние предмети кои се од интерес или кои треба да се учат. Може да бидат и природни материјали како што се шишарки, костени, камчиња, школки, букви или бројки, ситни играчки и така натаму. Кои алатки и инструменти ќе ги обезбедите? Додека алатките и инструментите се ставаат за да се поттикне истражувачкиот аспект и поттик за развивање на одредена вештина како координација и фина моторика како штипалки, лопатки, лажици, лупа, чашки за мерење, шприцеви, теклички и слично. Сензорните кутии се неисцрпен извор за учење преку игра. Сензорни шишиња, употреба и креирање. Сензорните шишиња ги смеруваат сетилата и спречуваат ерупција на емоции кај децата, а сепак се ефтини и лесни да се направат. Гледајќи го вртлогот, тонењето или пловењето на предметите им дава на децата нешто да се фокусираат, наместо на сензорните потешкотии.
Покрај тоа, дозволува детето да започне да го контролира дишењето, кој е битен дел за окрепнувањето од сензорниот излив на емоции. И на крај, и најбитно, дава тежина и регулација преку проприоцепцијата. Проприоцепцијата е битна за телесната свесност и игра главна улога во способноста на мозокот да се организира и да се справи со други сензорни стимулации. Како да направите сензорно шише? Потребно ви е пластични шишиња, ситни предмети како монистра, перли, копчиња, јаткасти плодови и слично, лепак за да го прицврстите капачето, течност како што е вода, зејтин, шампон и слично. Најпрво што треба да направите е да го измиете шишето, да ја извадите етикетата и да го наполните. Сега ќе ви објаснам неколку примери на одредени тематски шишиња. Тематски сензорни шишиња кои ги представуваат временските промени, и тоа сончево, облачно, врнежливо и снежно време. За употреба на сончевото сензорно шише користено е зејтин и светки. Зејтинот со неговата густина ги задржува светките и тие пополека паѓаат надолу при што стимулираат сончеви зраци. Понатаму за креирање на шишето со облачно време користена е вода со боја од великденски јајца сина и памукчиња. За симилација на врнежливото време користено е вода која е обоена со бои од великденски јајца и оривче ставено кое кога се спушти симилира дожд. И на крај, за последното шише, односно кое го стимулира снежното време, користени се топчиња, водени топчиња се овие, и во нив е ставено светки и имаат задржано светките при што изгледа како да врне снег. Сензорни кеси, употреба и креирање. Сензорните кеси се користат за смирување и истражување. Може да се користат и во возило и во просторија за чекање, односно поволни се за употреба кога детето поминува низ одредени транзиции, а со тоа да се пренасочи неговото внимание за да не се вознемирува. Потребни материјали за креирање на сензорни кеси. Потребни ви се кеси за замрзнување со зип-лок или трака селотейп. Материјали може да користите со различна текстура, бои и звуци. Како течност може да додадете внатре гел за коса, тело, копчиња, крема за бричење, зејтин, боја, малечки играчки, графче, сол, букви, бројки и така натаму. Забавувајте се и учете. Ви благодарам на вниманието.